повеќе нема да ја напушти нашата држава и со задоволство ќе останат тука да работат, да живеат и специјалистите да земат 100.000 плата. Но министер, не е така. Не е така и дека политиките што се водат и покрај напорите кои што кажате дека ги чини оваа влада, не вродуваат со плод, многу јасно се гледаат. Само еден показател ќе ви кажам. Од податоци од лекарската комора, 2017 160 лекари заминале, 2018 250 лекари, 2019 250 лекари до 10 месец. Ветивте многу, здравствените работници и пациентите очекуваа многу од вас, но со жалење можам да констатирам дека нема исполнување на тие ветувања. Затоа мислев дека ќе најавите дека ќе се донесе законот за здравствена заштита, за лекарска дејност во кооперација со лекарската комора, во кооперација со фармацевската комора, во соработка со стоматолошката комора, а за сметка на тоа имаме најава на штрајкови од повеќе синдикати на здравствените работници. Не е само да се носат синдикатите по ручеци во Струга или Охрид или било каде. Треба реално да се согледаат проблемите на здравствените работници. Мислам дека не е проблемот само до платите, туку и до условите да работа и односот лекар-пациент, бидејќи самата тема дека само правата на едни или на други се во преден план допринесува до тоа да има многу немили сцени и настани по болниците и клиниките низ Македонија. Благодарам. Благодарам. Следен за поставување на пратенички